Националната агенција за европско образование и мобилност објави конкурс од 4,7 милиони евра за едукација и модернизација на образованието, за јакнување на вештините и можностите за вработување, модернизација на образованието и подобрување на конкурентноста на човечкиот потенцијал и на националната економија е една од целите на eTwinning платформата, која што беше презентирана и во Кочани. Во Средното општинско училиште Љупча Сантов се одржа работилница на која беа презентирани придобивките од eTwinning платформата. Има можност за професионален развој, односно има онлайн семинари, настани за учење и така натаму, кои што се бесплатни. Обично тоа се настани кои што се одржуваат во попладневните часови, наставникот си се приклучува, му треба компјутер, слушалки, си го следи настанот и за тоа се добива сертификати. Значи покрај тоа може се има ИКТ алатки разни кои што може да ги научат од оваа eTwinning од платформата и кои што може да ги применуваат на своите часови. И главно тоа е правење на партнерски проекти заедно со ученици односно наставници, заедно со своите ученици од други земји од Европа, и исто така може да прати национални проекти заедно со наставници од земјава. Тоа се виртуелни проекти, нели, кои што тие ги прават и понатака се добиваат сертификати, односно тоа што го имаат сработено. Самите наставници онака преку годината си работат постојано проекти, меѓутоа сега да кажеме имаат можност да ги стават тие проекти во оваа платформа и да може да покажат, нели, да споделат што сработиле, а и да разменат, нели, со други наставници од европски земји. Учениците ја прифатија eTwinning платформата и сакаат да учествуваат. Како и сите проекти во кои што оваа година ние учениците од гимназијата земавме активно учество, еден од проектите е eTwinning платформата, која што во нашиот живот представува еден голем плюс со кој што не би можеле да се стекнеме во нашето формално образование. Ние имаме одредени придобивки со кои што би ни помогнале во делот на животот, а не би можеле да ги најдеме во образованието. Например, разменуваме информации со помош на eTwinning, со чија помош и контактираме, односно се допишуваме со другарчиња кои се наоѓаат на различна територија, потоа и разменуваме различни информации, се дружиме, контактираме, а ги усовршуваме и нашите вештини за зборување на англискиот јазик. Потоа ние објаснуваме за нашата држава, кои се нашите традиционални јадења, некои обележја за нашиот град. Исто така и нашиот професорката по математика Весна Кушевска оваа година е изберена за амбасадор, eTwinning амбасадор. Денес во нашето училиште има и тројца представници од Националната агенција од Скопје. eTwinning работелниците се во организација на Националниот сервис за подршка на Република Македонија во рамките на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност eTwinning. Преку различни работилници се споделуваат искуства и можности од повеќе земји, а присутните имаат можност да ги осознаат најновите искуства во образованието, но и можностите за обуката и младинската работа да добијат основни информации за начинот на кој што може да се вклучат и да ги искористат поволностите што ги нуди програмата. eTwinning семинарот е дел од Erasmus Plus програмата, во чии рамки се организираат низа активности во повеќе градови, меѓу кои Кочани, во насока на што поголемо промовирање на можностите и програмите за доедукација, волонтерска работа и истекнување практични работни искуства во земјите од Европската унија.